цареви, тројца цареви, дато далеки исток. Чувствувам голема чест што сум дел од оваа екипа и што можам да го дадам својот скромен, мој личен, уметнички, би рекол, придонес во прославувањето на овој голем празник. Тој е Бадник и Божи. Но исто така се чувствувам пресреќен што гледам во припремите на кои што ќе се одржат на 6 и 7, обележувајќи го овој голем празник на нашата христијанска вера, и ми се сака да кажам, тоа мој народе, тоа е вашиот придонес. Така се слави Божиќ. И така ќе бидеме благословени и од Бога и од ближните. Ми представува голема чест и задоволство што сум дел од учесниците на овој проект, за кој се надевам дека ќе придонесе нашиот христијански народ на вистински начин овие денови да го прославува Христовото раѓање, нашиот најголем празник, и ќе даде вистинско значење на оваа прослава која носи радост и топлина во животот. Амин. Мојата улога во овој спот е овчар, со кој што се сретнува со трите мудреци и ја следат звездата за да го најдат богомладенецот. Ансамблот Македонија, значи, не соработува повеќе пати со Бигорскиот манастир, благодарение на отец Партенија, и се надеваме дека и во иднина ќе соработуваме, бидејќи со ваква прекрасна екипа е вистинско уживање. Ангели служат на царот новороден. Од голема важност е самиот спот Небо и земја со самиот податок дека сите наши обредни карактеристики кои се случувале во Македонија, поточно во неколку поголеми градови како што биле Битола, Охрид, Струга, Ресен, поточно во тој југозападен дел на Македонија, биле и се развивале до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Со самиот спот, што сега може да доловива некогашна културна традиција, го работевме на неколку локации, односно се работеше на локацијата во пределот Кривола, каде што се снимаа мудреците, каде што може да се види таа една многу постара облековна култура, постепно постари облековни делови, а потоа во вториот дел снимањето се одвиваше во Музеот на Македонија, каде што во тој интериер и екстериер можеше да се доловат тие две типични архитектури на соби, односно на простор, каде што можеше да се види едно побогат и едно посиромашно семејство. Исто во тој дел може да се видат и постариот типови на облеки, како што биле алафранга или односно и делови од алатурката, каде што во еден извесен период на почетокот на 20-тиот век биле карактеристични за поголемите градови во Македонија. И во третиот дел може да се видат денешните современите аспекти, односно аспектите на музичките интерпретатори кои ја испејуваат целата овој музички спот. Пастири се чудат, чудото го раскажат.